Во очи на празникот Свети 15 Вериополски свештеномаченици, една од моите најубави надлежности е соработката со младите и младинскиот совет. Навистина веќе прерасна во долги години соработка која што се развива, надоградува. Денеска ја добивме стратегијата за развој 2015 и 2020, произлезена токму од визијата на младите луѓе како ја гледат Струмица, организирана, реорганизирана, каде што тие дават свој комплетен придонес. Разговаравме за сите стратегиски аспекти кои што, реализирајќи ја програмата како составен дел и камповите кои што ги реализира, изгради еден ваков прекрасен документ кој што чекор по чекор во годините пред нас ќе значи негова севкупна реализација. Она што е значајно, веќе за 2016 година разговаравме за одредени конкретни активности кои што ги замислуваат. Драго ми е што остануваат на традициите, но оние успешни проекти кои што сите овие години се повтараат, а ги знаат многу добро граѓаните. Тоа се новогодишно божикниот концерт, великденскиот концерт, донирањето пред нова година за сиромашните граѓани и уште многу други проекти кои што станаа веќе традиција, но посебно ми е мило за развојот на новите идеи, новите проекти, каде што секако ќе оформиме прекрасни канцеларии кои што најмногу се надевам ќе ги користат младите луѓе. Тоа е скривницата, сегашен лаик, каде што ќе биде опремен и целосно реорганизиран простор за младите и граѓанските организации за нивно заедничко функционирање. Веднаш на тој простор ќе се создаде едно музичко катче, каде што младите ќе можат буквално да ги исполнуваат своите креативи во делот на музички, филмски и други видови на активности кои што ги поседуваат, но и сите оние други конкретни чекори кои што беа денеска презентирани, се надевам ќе го направат севкупниот амбиент на живење во Струмица попримамлив, попривлечен и секако поисполнителен за сите граѓани, секако кои што ќе одлучат да ги следат сите активности на овие млади луѓе. Посебно ми е значајно што ќе бидат вградени младите во уредувањето на 50 локации на територијата на градот Струмица и населените места, кои што треба да бидат едни нови урбани катчиња, хортикултурно уредени, со детски паркови, со одредени содржини, кои што секако ќе го оплеменат, а ќе ја направат нашата Струмица како општина уште поубава од ова што е денеска. Мене ми останува, навистина да им посакам плодотворна работа на младите луѓе, останува секако оваа стратегија заедно со буџетот за 2016 да биде усвоен и одобрен од Советот на општина Струмица, за кој што искрено како градоначалник не се сомневам, заради тоа што секоја ваква идеја, посебно кога доаѓа од младите луѓе, секако се надевам и сега при донесувањето на овој буџет и во иднина ќе бидат подржувани од сите општински институции, вклучително мене како градоначалник, Советот на општина Струмица, но и сите јавни предпријатија и установи кои што ги имаме на територијата на општина Струмица. Младински совет во 8-годишното постоење подготвува и презентира проекти кои што ќе се случуваат во текот на 5 години од 2015 до 2020 година. До сега сите проекти што сме ги замислиле се реализирани, но се реализирани 85%. Со зголемувањето сега на членовите во Младински совет се надеваме дека во наредните неколку години проектите ќе се реализираат целосно. Исто така денес разговаравме конкретно за реализирање на проектите во 2016 година и сега сакам да го искористам овој момент да му се заблагодарам на градоначалникот на општина Струмица што не примина еден ваков ден и да им го честитам празникот на сите струмичани Свети 15 Вериополски маченици. Младински совет во соработка со општина Струмица, со другите организации и со културно-уметничкото катче се надеваме дека ќе продолжат со соработката и со правење на проекти, се со цел да се подобри младината во Струмица.